И време е за вториот разговор и вториот наш денешен утрински гостин со кој што ќе проговориме за една многу убава и многу актуелна тема – танцот. Светската танцова елита ќе биде утре и задутре во нашиот главен град Скопје. За таа цел ние го имаме наш гостин Владко Павлевски, председател на Спортската танцова федерација, кој што ќе ни пренесе многу повеќе детали за настанот предстоен. Добро утро и добро ни дојде, Владко. Добро утро, поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Така, благодарам многу. Ќе гледаме инсертија, нешто подоцна ќе го видиме и промотивното видео во кое што многу врвни танчери ќе не внесат во амбиентот и сето она кое што утре и задутре ќе се случува. Очекуваме многу учесници, земји. Да, така е. Од 5 континенти, така нели? Од 3. Од 3 континенти. Од 3 и тоа не е малку. Наистина е добро. Да. Има негде околу 35 држави учеснички, како што ги успеавме да ги изброиме, да го креираме тоа видео каде што ќе ги прикажеме сите. И навистина сме горди за тоа. Ние имавме еден висок успех во однос на ваква класа на танцови спортски надпревари 2019 пред ковидот. Па беше сега ковидот сега направи својата приказка, па после тоа веќе почнавме повторно да растеме. Оваа година се подигна класата или нивото на танцовите спортски надпревари и најатрактивниот, да кажем, надпревар е латино надпреварот, значи ај вака да кажем со цело име и презиме, нели? Латиноамерикански танци дисциплината. Станува збор за популацијата, ние ја нарекуваме адулт, иначе како пандан на другите спортови била сениорска класа, нели? Тоа се спортисти 19+. Да, 16-18 се води младинската популација. Меѓутоа тие од младинците 16-18 можат да учествуваат и на тој, да идат. Меѓутоа искрено да кажам дека е тешко да им се спротивстават на оние кои што се реално и биолошки најспособни, нели? Заради тоа е биологијата си го кажува своето, оние кои што се 19+, навистина се физички и психички, да кажем, и стручно подготвени. И сега таа класа на надпревар, која што ние ја нарекуваме World Open, нели, тој назив на гледачите ништо принципиално не им значи, меѓутоа тоа е една стандардизација која што ја дефинира Светската танцова спортска федерација. Што тоа значи? Има неколку нивои кои што на стандард, кои што дефинираат надпревари каде што двојките кои што учествуваат се борат за пласма на светска ранглиста. Значи ние за гледачите веќе веројатно би било поразбирливо ако направам споредба слично како во тенис, на пример. Значи исто и во системот за надпреварување на Светската танцова спортска федерација има на пример 4 Grand Slam турнири, како што и во тенис ги има 4 Grand Slam турнири, тие се најпрестижните. Овој надпревар што утре ќе се случи за латиното е една скала испод. Па со Господ напред можеби некогаш ќе потпишеме договори за Grand Slam, меѓутоа тоа е многу тешко во моментов. Така, сите настани ќе се случуваат, се што ќе се случува ќе биде во спортската сала во Јане Сандански, каде што ќе можат и да дојдат и сите љубители на танцот, влезници ќе има да се купат. Не се некоја скромна е цената, 300 денари е влезницата, нели? Цели денови траат надпреварите, и сабота и недела, од утрото до навечер, навистина. Зошто тоа така? Не е тоа еден надпревар. Нели, ова што го спомнав пред малку е надпревар кој што се однесува само за таа класа, таа популација, за таа дисциплина, нели? Бидејќи застапени се сите дисциплини, и стандардни, латиноамерикански, и модерни спортски танци, ќе се одвива во двете сали во Јане Сандански. Во неделата ќе биде, не знам како ви кажам, во двете сали на 2 подиума ќе течат надпревари. Значи во еден момент ќе има надпревари на 4 подиуми со 4 екипи судии и така, значи тоа многу е масовно. Да. Масовна е навистина приказната и заради тоа соодветно на возраста, класата, дисциплината и така натаму се дефинира конкретен надпревар. Значи не можат, на пример, не знам, јуниорска класа да се надпреварува во конкуренција со овие кои што пред малку ги спомнав, значи мора да биде посебен надпревар. Тие конкурентски така се надпреваруваат. Како и да е, најинтересниот дел ќе биде утре вечер во 19:30. Тоа значи дека цел ден ќе течат квалификациите и да се изразам така, ќе се исчистат тие кои што се послабите, нели, ќе отпаднат и на крај ќе остане шлагот.
конкретно за овој надпревар најслажниот кој што го спомнав, тоа ќе биде четвртфинале, полуфинале и финале. И сега бидејќи тие не можат одеднаш, нели, едно по друго да ги танцуваат, сепак е дефинирано дека мора да има паузи измеѓу, ќе има и други полуфинални и финални надпревари измеѓу, нели, од друга класа, од друга дисциплина и така натаму, за да и тие кои што гледаат им биде и поинтересно, нели, да видат и нешто и стандардни танци, видат и некој модерен танц. Аз зборувам за буквално оние најдобрите, најубавите да се видат, затоа што кога ќе дојдете и ги видите тие полуфинални и финални надпревари, навистина е празник за очи. Празник. Ајде да го видиме тој празник и се враќаме повторно на разговорот, да го видиме, ама и да го чуеме. Фантастично спакувано, навистина, фантастично спакувано, ова колку пати да го гледаш и само уште поубаво, уште по феноменално го доживуваш. Колку е лесно и едноставно да се изменаџира една ваква манифестација? По прашањето би било колку е тешко. Јас знам дека кога нешто се сака се наоѓа начин. Меѓутоа, навистина има многу детали има и се е базирано на стандардите кои што мора да ги задоволиме во однос на системот на надпреварување на Светската танцова спортска федерација. Ние ако не ги задоволуваме стандардите, не можеме да организираме ваков значи, настан. се аплицира за ваков тип надпревари во Светската федерација и тие тоа го одобруваат соодветно на критериумите дали ги исполнувате и ве ставаат на календар. Како веројатно и во другите спортови, нели, кога ќе ве стават на календар за тој настан, тогаш веќе се генерира одговорноста. И тоа значи дека мора да ги исполните сите стандарди кои што ги пропишува системот за надпреварување на Светската федерација. Ние сме како танцова спортска федерација на Македонија членка на World Dance Sport Federation и тоа значи дека кога ќе ви го дадат тоа право, вие наметнуваат и одговорноста на одреден начин. Да. Главните судии кои што се назначени, нели, тие се на некој начин пратеници од президиумот на Светската федерација. Тие се должни во многу краток рок после надпреварите да испратат извештај до Светската федерација и до спортскиот директор. Значи, еден систем кој што функционира во вистинска спортска смисла, зборуваме за танцот како спорт. Официјални лица, значи суди, пропратни исто така лица кои што се одговорни за приказната, има негде околу 55-6 на список ги имаме. Од навистина многу држави се и тие. И тие ќе бидат на судиските панели утре и задутре кога ќе течат надпреварите, зависно од тоа кој е надпреварот. Она што е правило е тоа дека ако тргне да суди одреден судија во одредена класа надпревар конкретен, тој мора да биде на истиот панел од почетокот до крајот. Како што кажав, најснажниот надпревар е тој World Open Latino, нели, кој што ќе се одвива утре целиот, со се квалификациите и вечерниот дел со финалните рунди. Тука се суди одредени 10 од 10 држави кои што ги пропишува или одредува Светската танцова спортска федерација. Значи, таа листа ја одобрува и наметнува, да кажам, World Dance Sport Federation. Интересно е да се каже дека не значи дека на сите надпревари сите судии судат, нели? Затоа ги има многу и бидејќи има многу надпревари зависно од возраст, класа, дисциплина и така натаму, посебен дел секој од нив се назначува за секој надпревар и така се генерираат тие судиски панели. Така. Танцот за сите оние кои што го практикувале, па макар и така рекреативно, макар и несериозно, аматерски, знаат дека е неверојатно кардио на целото тело. Не се прави еден огромен детокс. Така колку имате и како професор на факултетот за физичка култура, колку имате чувство дека ние луѓето умееме да откриеме што му годи на нашето тело и да си го практикуваме танцот, па макар и без некоја поголема, посериозна обврска. Така. Физичката активност пред се е многу важна. Тоа е двигател на животот пред се. Значи, ако физички не сте активни, не знам колку ќе бидете и психички или било што. Значи, едно од можеби кариките на тоа е навистина танцувањето. Танцувањето не само што делува дека физички сте активни,
туку на некој начин е добар чистач на мозокот. Да. Знаете како јас, значи многу часови држам дали во примаданца во школото, дали на факултетот, дали било каде. Значи сета негативна енергија која што имам пред, ја нема кога ќе заврши часот. Да, значи тоа е тоа што слично со пеењето, како што во пеењето се ослободува телото од стрес, се чистат мислите, некако ни се полнат батериите, слично е и со танцот, кога не се ослободува само телото, туку се ослободува и умот. Ајде да се вратиме ние повторно на оно што ќе се случува утре и задутре. Оно што не има на мапата на Светската федерација танцова, значи дека ние исполнуваме нормативи и не сме подалеку од некои други земји каде што можеби имаат многу повисоко ниво на подготвеност, но колку сме финансиски поддржани, дали институциите имаат слух за она што се прави, еве ваков светски настан со светска елита, тоа е нешто што јавноста треба и тоа како да го знае, и ова би требало секој ден ние пред настанот барем 10 дена да го гледаме и да сме информирани, но за жал не сме. Колку сме ние медиумите информирани за ова што утре ни се случува во Скопје? Значи, еве, неколку настапи на неколку телевизии ги даваат овие информации. Знаете како, многу е тешко веројатно да се поентата е тоа да можеби спортските редакции треба да влезат во оваа игра. Зошто? Затоа што кај луѓето танцот кога ќе го спомнете не го перцепираат како спорт. И тука мислам дека спортските редакции на медиумите треба да бидат поактивни, нели, во оваа смисла. Еве конкретно утрешниот ден. Утрешниот ден е тој надпревар кој што ви го спомнувам цело време дека е најатрактивниот да се види. Не е лошо, можеби некоја информација да се даде дека се случил танцов спортски настан или надпревар од таа класа и дека се тие победниците, тие се финалистите и така натаму, дека се случило тоа во Скопје, дека и така натаму. Значи, еден таков фидбек од спортска страна, веројатно ќе иницира и во иднина да луѓето очекуваат да чујат некоја вести во оваа насока. И за да во наредните години кога ќе дојде организација на ваков настан да знаат дека кога се случил, дека учествувале тие, дека биле тие финалисти, дека се тие победниците го, нели, така натаму. И да не биде тоа само тогаш, туку едноставно да се работи на перманентно и тоа. Перманентно. Ние сме, еве, кажа, федерацијата е членка на Светската танцова спортска федерација, ние сме и во рамките на Министерството за спорт како национална танцова спортска федерација, поддржани сме од Министерството за спорт. Танцот е спорт и уметност, па имаме поддршка и од Министерството за култура. Значи, не значи дека државата тука закажува во однос на тоа да ја поддржи приказната. Мислам дека повеќе во оваа насока се медиумите. Тие кои што треба исто така заедно со нас да промовираат оваа приказка. Не само за овој настан, воопшто за танцовиот спорт. Кога на луѓето ќе им спомнете дека е танцот спорт, некако потешко го перцепираат тоа, нели? Меѓутоа танцот е сериозен спорт. Так. Тоа е спорт за богатите. Тоа е спорт кој што е аристократски. Во рангот на тенис, голф, крикет, конјички спорт и така натаму, потекло и танцот е британско потекло. Значи, ако го третираме танцот како забава и рекреација е една приказна, меѓутоа ако го третирате како спорт е многу сериозна приказна. Така е. Треба да го негувате, ако сакате да водите спортски живот во танцова смисла, треба од мали нозе, па со сите нишани како што и за секој друг спорт. Да. Во психичка, во физичка подготовка, стручна подготовка, со поддршка на многу тимови кои што се вклучени во тоа за да направат еден спортист врвен, за да може да ги поднесе сите предизвици кои што на подиумот ги очекува. Да. Постои ли се уште онаа стигма која неколку пати во минатото сме ја дискутирале дека овде на Балканот танцот за мажите е сомнителна активност и дека кај нас на Балканот многу е тешко мажите или машките деца да ги усмериме кон тоа дека и танцот е исто нешто како што е и за девојчињата и за момчињата. Спорт како и секој друг. Ако дојдете утре, ако видите, ќе видите и машките и девојките колку се атлетски градени, спортски изградени. Има едно истражување кое што ние го работевме, дека еден круг на танцување, пример латиноамерикански танци, зборам за сениорската популација, ние нарекуваме адулт од 19 плюс години, е отприлика физичка потрошувачка како да трча на 5000 метри.
Верувам. И сега замислите дека во текот на денот тие треба да танцуваат квалификации од, не знам, 32 финале, па 16 финале, па осмина, па четвртина, полуфинале, финале, помножете го тоа со 5, па ќе видите дека во текот на денот барем еден полумаратон трчаат. Значи тоа бара сериозни психофизички подготовки. Да. Инаку не можат да го издржат. Тие кои што не можат или кои што не се доволно спремни да издржат, да го издржат тој притисок, тие нема да пројдат. Да. И нема да се пласираат во повисоки инстанции. Јасно. Така се класифицира приказната, значи така се издвојуваат најснажните, најаките, најдобрите танцови спортски двојки, оние не само кои што најдобро знаат да танцуваат, туку и кои што се психофизички најспремни. Бидејќи тоа е дел од спортот. Спортот кажува дека не треба да си само стручно спремен, мора да си психофизички. И така да ова важи и за танц. Да. А ако влеземе па веќе во подрачјето на забава и рекреација, тоа е веќе нешто друго. Тоа исто како да се договориме, ајде да играме еден баскет заедно, да се дружиме малце, да се испразниме, тоа е ајде малку да потанцуваме или да одиме на курс по танц или не знам, што и да е, тоа е веќе подрачје каде што ние се забавуваме, рекреираме, се подготвуваме за ситуација која би можеле негде да танцуваме на некоја забава, журка или слично. И тоа е исто така дел од работата на нашите танцови школи, нели? Меѓутоа фокусот од друг аспект е во спортска инстанца. Значи ние дисциплина на највисоко ниво, како што и во секој врвен спорт се буквално е така, да. Споменавме неколку пати возраста од 19 години, од 19 плюс дека спаѓаат тие танчери во адулт категорија. Која е горната граница? 35. 35, значи веќе искрено да ви кажам, тие, значи преку 25-6 години веќе линијата тргнува на. Тоа е биологија. Значи тоа е, како да кажем, од Господ е така. Значи, меѓутоа тука не застанува приказната. Ние имаме, значи сега, овие 2 дена, се надпреваруваат и сениорски танчери спортисти или танцови спортски двојки. Имаме сениори 1, 35-45, сениори 2, 45-55, сениори 3, 55-65, сениори 4, 65-75 и имаме популација 75 години плюс. Тоа е сениори 5. Тоа е според стандардите и дефинициите во World Sport Federation. Ние на подиумот утре имаме сениори 5 за дисциплина стандардни танци. Ма браво. Тие се 75 плюс. Не знам како да ви опишам какви сигурно виртуози се тие на подиумот. Сигурно не се од Македонија, нели? Не се. Не се. Од кои земји? Во кои земји танцот најмногу се негува, кратко на крај? Значи, колку се јаки државите и во сите други спортови, така тука и во танцовиот спорт. Значи, ќе спомнам, на европско тло танцовиот спорт е најјак. Значи, Италија, Германија, Франција, од Шпанија има. Интересно е, рецимо, не знам, Романија има добар спорт. Словенија и така натаму. Значи, колку се јаки државите, толку е јаки спортот, па и овој спорт. Да, многу би посакала кога и нашата држава, конкретно е Министерството за спорт, кое е младо министерство, но верувам дека е свесно што се правите за афирмација на нашата земја и за танцот во Македонија, ќе ве поддржи и ќе го подигне вака нивото на свесност и подготовка за идни и други вакви настани. Ево ова што го кажа Владко на самиот крај, дека и во 5-та категорија сениори утре ќе можеме да погледнеме. За мене е предизвик повеќе да дојдам и да ги видам тие луѓе 75 години плюс како танцуваат и како го сакаат животот танцувајќи. Да, така. Тоа нека биде и поттик за нашите гледачи да си издвојат време и навистина да дојдат на час, на два, бидејќи цел ден ќе има настани во спортската сала Јана Сандовски. Да, цел ден е, да, буквално од утрото до доцна навечер, меѓутоа навистина најубавото е да се види утре во 19:30, затоа што тоа е, ние нарекуваме гала вечер, тогаш ќе биде и официјално отварање, ќе биде представување и на официјалните лица, на државите кои што се учесници и така натаму, и ќе ги видат најубавите четвртфинални, полуфинални и финални надпреварувања од неколку дисциплини, кои што ќе биде и фактички најзначајното и најубавото да се види на тој евент. Многу среќа посакувам на сите учесници и на вас како на организатори. Благодарност и со некоја следна тема се гледаме повторно во утринската програма. Благодарам многу. Благодарам.